Почеток на второто полувреме во надпревар од младинската ракометна конкуренција помеѓу женскиот ракометен клуб Делчево и женскиот ракометен клуб Металург. По првото полувреме делчевци имаат водство 22-20. Odi. Voltamos.
24-24 в ovaj moment. Тайм-аут за ръкометен клуб Делчево.
27 za gostinčite od Skopje. Ова е натпревар помеѓу ученикот и учителот. Сите добро знаеме, на клупата на гостинките е нашата репрезентативка која некогаш беше член на кометниот клуб Делчево, ја препознавате Ивана Арсениевска. Мерија се извинувам. Раце горе! Шири раце! Širi race, zatvori prostoru! Širi race! Bravo! Bravo! Vasilen! Vasilen! Изравнување во 40-та минута 28-28. Шири раце! Que tomasi!
во 44-та минута од натпреварот. Цврт натпревар ќе се игра последен атом кај коментарките. Обично ваквите ситуации завршуваат со пенал. Одамна немаме патено пенал, да видиме. Повторно водство за Металург. 31-30. Нищо са препава, Сашо. Сale баш. Па не свиня човечка. За нас идет на пресс. Тайм-аут за тренерот Горан Велков, 33-30 за Металург. 46-та минута и 7-та поточно.
grubo. Нека го видиме! Това не беше престъп. Да, не разтори 2 тройка. Само са 2 тройката игра. Ajde, strpljivo. Uporno ideme tukaj i... Trideset i 35 во овој момент, 52 минута на преглед.
Грешка 23. Dobro, aj sad. Možda da se namali ne razlika. Delčov igra su igrač poveke. No, brani golmanot i spasува za sada. Играчот со број 23, еден од најекспонираните во гостинската екипа. Може би играше на преврат, доколку победат. Преја нашли исклучија, са неки да исклучи. Повторно предност од играч повеќе по овој удар во главата на домашниот голман. 6,5 минути до крајот на овој надпревар. 34-36 моменталниот резултат. Брани голмана, тука се бори за топка. Наша топка. Петровска, Јана се избори за овој нов напад. Деника Спасовска уфрла. Јанковска. Потребен е прецизен шут. Греши Тодоровска. Но затоа не грешат гостинките, водат повторно со 3 разлика, 37-34. Ова е пенал исклучување, со 4 играчи остануваат ракометарките на Металург. Можност да се намали и со добра игра да се стигне оваа предност. Но најпрво треба да се реализира овој пенал. До сега не промаши од линијата од 7 метри. Спасевска. Така и овој пат. 100% учинок од линијата од 7 метри за Дарија Спасевска. Повторно во главата, повторно исклучување, ќе биде ова најверојатно. Да видиме. Повредена е голманката, директен удар во глава. Втор удар во глава. Нови 2 минути со 3 ракометарки на терена останува Металург. Да видиме дали тоа ќе го искористат Делчевки. 35-37, 55 минута, 25 секунди поминаат, што значи дека остануваат уште 4,5 минути до крајот. Возбудлив надпревар во првото полувреме, Делчевки беа подобриот тим. Па некаде и на почетокот на второто може да се каже. Потоа со заангажирана игра
Гостинките направија мал пресврт и моментално водат со 37-35. Димитровска на судијата вели престап, дали беше така? Еве сега се враќа една од ракометарките на Металург. Со 4 ракометарки постигнуваат гол гостинките. Имаат водство 38-35. Да видиме дали лоша замена имало овде. Се помалку време да ја стигнат оваа разлика домашните ракометарки. Лоша замена. Така е, поради лоша измена, уште едно исклучување за ракометарките на Металург. Еве таму сега разговор со делегатот Мери Арсениевска, тренерот на гостинките, некогашната ракометарка на ВК Делчево. Но штета, со 3 ракометарки беа гостинките и судијата достави престап при оној погодок на Андреја Димитровска. И наместо 2 разлика сега е 4. Поточно 35-38, 3 разлика во моментот за гостинките од Скопје. Немаме информација добре што се случува кај делегатот. Премногу исклучување имаше и сега треба точно да се евидентира која ракометарка колку ќе отсуствува во овие 4 завршни минути. Е гостинскиот тим. Салата преполна во Делчевската гимназија. Голем интерес за овој надпревар. Да подсетиме дека вчера кадетките славеа во Струмица со убедливи 32-18. Додека најмалите оние пионерките, поточно јуниорките, славеа против екипата на Веспина. Сега се проверува дали оној гол е постигнат кога е извршена на неправилна измена, па така можно е и да не биде важечки. Оно што во моментот стои на семафорот е 35-38.
Така е, продолжуваат со 3 играчи на коментарките на Металург. Така е. Голот е вратен 35-37. Четири минути до крајот, достижна оваа предност, имајќи го предвид распоредот на силите на теренот. 6:3 ракометарки, сето тоа добро треба да го искористат домашните. Премногу трае ова договарање, но играта продолжува. Со топка за Ракаделчево. Вратено и времето, 56:11 стои на семафорот. Пречи се 4 минути до крајот. Еве шанса Димитровска и нема гол. Пропуштаат одлична можност домакинките. Како и во претходниот напад кога има гостинките 3 ракометарки. Минува времето. Значи 3 минути до крајот. Еве влегува еден од играчите на Металург. Сега се 4 на терен. Еве подигната рака. Не успева Димитровска да ја украде оваа топка. Преставлени судијата. Нова можност да се намали резултатот, но времето тече, ја враќа судијата топката. Димитровска, да видиме. И топката во аут излегува, сепак топка за Ракаделчево. Така да е магиевсан голот на гостинскиот голман. Прифаќа Димитровска. Јанковска до Димитровска и гол! Еден разлика 36-37. Времето запрено. Уште една ракометарка се враќа кај гостинките. Ова топката ја удри во ногата, дали ќе има нога? Не се одлучуваат судиите на таков чекор. Имаше и овде лизгање. Да не изгледаме пристрасни, меѓутоа ова се завршни моменти, секој неправилен чекор треба да се суди. Чекор имаше и овде, но не го видоа тоа судиите. Се прошета овде. Прекрасно! Петровска! Минута 25 до крајот. Израмнете силите на теренот. Ова се последни напади, последен обид на ракометарките од Делчево да изедначат, но пред тоа треба да се одбрнат во овој напад. – 37-38 моментален резултат. Тайм-аут за екипата на Металург.
Разлика 3. Мацката ми година. Много важен напад. Веќе 59 минути забележувате на семафорот помина. Десет секунди помина. Времето тече, судијата ја подигна рака да треба да шутираат набргу. Нема време многу, уште 30 секунди до крајот. Едно додавање останува, најмногу 2. Колку топката има земена. И ова беше за исклучување. Времето треба да биде запредно. Но времето... Така, исклучување. Сепак ова мора да биде комбинисано со погодок. Последен напад за домашната екипа за да обезбеди реми. Да видиме кој ќе биде јунак на надпреварот. Тебе подршка од публиката. Одиме во напад. Димитровска. Деника Спасовска. Димитровска до Петровска. И гол! Гол! Се уште се игра. 15 секунди до крајот. Дали ќе сгрешат? Овде треба прекрасно, така е. Минува времето 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, нема гол! Обезбедуваме реми. Се чини најправеден епилог. Практично со последниот напад Делчево обезбедува 1 бод. Честитки за двете екипи, се играше цврст натпревар. Се одјавуваме. Не понесува и нас емоциите, меѓутоа следевме 2 дена на вистина добар ракомет, подадена рака од учителот, ученикот и неговиот тренер Мирија Арсениевска и Горан Велков.